Од полнок Велика Британија веќе не е дел од Европската унија. Дали Македонија е подготвена за тоа, особено во делот на економијата и трговијата? Ние уште октомври 2017 година ги започнавме преговорите со Велика Британија и сме меѓу првите земји во регионот кои што очигледно ќе го завршиме тој дел, така што нема да се почувствува во ниеден аспект, особено од трговски и економски, ќе си тече целата работа со Велика Британија, затоа што тој договор го покрива тоа што досега беше преку договорот за стабилизација и асоциација, а сега ќе биде преку билатералната димензија Република Северна Македонија и Велика Британија. Овој договор главно ќе се води од договорот за стабилизација и асоциација кој го има Македонија со Европската унија, но после во 2021 дали ќе ги следи Македонија промените кои Европската унија ќе ги прави во односот на овој однос со Британија? Токму така како што кажавте, нашиот билатерален договор се води врз принципите кои што се веќе воспоставени во договорот за стабилизација и асоциација. По завршување на овој транзицијски период, односно кога ќе стапи на сила билатералниот договор, ние во секој случај ќе мора да ги почитуваме одредбите на соките од Европската унија, затоа што како земја кандидат, а се надам веќе и како земја нели членка која што која што ги започнува преговорите, ние ќе мора да бидеме дисциплинирани да се однесуваме и така треба како идна земја членка на Европската унија и ќе мора да ги пратиме насоките кои што ќе дојдат од Брисел. А кои што го штитат заедничкиот пазар. Дали има некој таков пример во моментов? Пример е Кина. Секоја земја членка на Европската унија или земја кандидат може да се склучи договори, но има прецизни насоки во кои делови не можете и не смеете да склучите договор, затоа што наједноставно кажано Европската унија си се заштитува себе си. Ако сме подготвени за излезот на Британија, дали сме подготвени за нашиот влез во Европската унија? Што очекувате од методологијата која Европската комисија треба да ја објави на 5 февруари? Па ако на првото прашање зависеше од нас, ова е нешто што не зависи од нас. Односно, делот што зависеше од нас го завршивме и тоа е потврдено од самиот Брисел и од земјите членки. Останува да видиме колку ефикасно ќе се договарат земјите членки околу новата методологија. Досега оди добра работата, се прати целиот ритам кој што беше воспоставен. Очекуваме на 5, можеби 6, 7, не е битно веќе кој датум, битно е што тој документ е при крај, мислам дека веќе подготвен. Добро што и Франција се согласи дека новата методологија, носењето на новата методологија не сме и не може да биде причина за одлагање на процесот на проширување, напротив, веќе имаме став дека тие два процеса треба да одат паралелно, тоа е многу битно, круцијално битно за нас, така што остануваме умерени оптимисти како Министерство за надворешни работи, како влада, дека ќе имаме еден документ кој што ќе биде усогласен, а ако е усогласен, тогаш веќе март може да очекуваме убави вести. Доколку во март очекуваме добри вести, значи датум за старт на преговори, дали е известно дека тоа би можело, значи стартот на преговори да се случи веќе во јуни, поточно од меѓувладината седница Македонија и Европска унија? Пред тоа во мај ние би го имале соборот во Загреб, меѓутоа ова ќе биде договорено претходно на ниво на амбасадори, евентуално на ниво на министри за надворешни работи, што значи дека во мај во Загреб би имало, ајде да кажам, протоколарен облик средбата, самитот, затоа што веќе би бил усогласен за почетокот на преговорите помеѓу Република Северна Македонија и Албанија со Европска унија и потоа, како што кажавте, веќе наредниот месец да започне меѓувладината средба како прв чекор кон отварањето на акита и подготвување на нашата земја за влез преку работа на сите поглавја кои што се пред нас. Со оглед она што се случи во октомври, сепак има еден скептицизам во очекувањето на март, колку може повторно негативно да бидеме изненадени, што би можело да биде тоа, мислам, поради што? Се согласувам дека сме сега сите повоздржани во оптимизмот, да кажам, затоа што пак морам да потенцирам дека веќе не зависи од нас. Многу е битно да колку тие земјите членки на Европската унија ќе се договарат околу методологијата, многу ќе помогне кога донесеме закон за јавно обвинителство, ќе имаме еден аргумент повеќе во она што ние и навистина го правиме, тоа дека ние не губиме време. Нас не ни се допадна тоа што се случи 2018, 2019, не го добивме она што го заслужуваме, но не губиме време. Ние го подготвуваме нашето аки и го согласуваме нашето законодавство со она на Европската унија, тоа е признаено, ние имаме повеќе од 50% усогласеност, што значи дека ако ги започнеме преговорите, ние во старт веќе ќе имаме голем процент на усогласување на нашето законодавство со она на Европската унија и ќе бидеме и покажеме дека сме подготвени.